Основниот суд во Куманово по барање на јавното обвинителство одреди мерки на предпазливост, односно задолжително јавување за 18-годишната ПА, првоосомничена за бруталното тепање на 14-годишната ЛИ во Куманово, додека за другите две малолетнички, ЕШ и МК, кои учествувале во тепањето и ја снимиле жртвата, ќе се води кривична постапка во слобода за кривично дело насилство, според член 386 од Кривичниот законник. На 13.3.2026 година, околу 18 часот, осомничените повикале едно 14-годишно девојче да излезе од незиниот дом, пошто ја убедиле да влезе во една просторија во близина на спортскиот центар Соколана во Куманово. Таму најпрво ја навредувале, а потоа физички ја нападнале, снимајќи го целиот инцидент со мобилен телефон. По насилството, осомничените и се заканиле на малолетничката да не го пријави инцидентот и да не зборува за снименото видео, заканувајќи се дека во спротивно ќе се случи нешто уште полошо. Осомничените кои се гледаат на видеоснимките според полицијата го повториле делото со истата жртва во текот на овие 4 месеци, како и со други малолетни девојчиња со употреба на насилство и нивно снимање. За ваквите инциденти социолозите бараат итни мерки од властите. Професорот Вај Джемаили вели дека оваа социјална фрустрација покрај физичкото насилство и линчување преку социјалните мрежи треба да биде третирана од властите со голема сериозност за адолесцентите да не станат жртви. Në aspektin profesional, të janë tashmë dukuri për fat keq, të cilat na shqetësojnë të gjithë, edhe si qenje njerëzore dhe si institucione, madje edhe si shoqërinë në përgjithësi. Duhet kërkuar në rrafshin pak më të gjerë, për shkak të fillimisht të një situate të krijuar në shoqërinë tonë ku gjeneratat e reja gjithnjë e më shumë po kanë një qasje të pakontrollueshme të tërave rritjeve sociale, të cilat kanë një ndikim të fuqishëm në formësimin e tyre edhe të personalitetit të tyre, dhe po lënë pasojë për fat të keq. Pasojat janë jashtëzakonisht të mëdha për viktimat sidomos. Kjo sigur kam dëshirë me përmend në rend të parë. Во текот на годината ова е трет случај во кој група адолесценти и деца се вклучени во пресметки и се снимаат со цел објавување на социјалните мрежи. Сличен случај на насилство врз една жртва се случил и во Тетово, а уште еден случај во Скопје. Потсетуваме дека Министерството за образование од септември ќе ја спроведува програмата со психолози за детектирање на раните знаци на деликвенција и употреба на насилство во училиштата, која доаѓа како последица на насилство во нивните семејства.